Значи, особена чест и задоволство е што денес како имаме заменик министерот за локална самоуправа, господин Дијан Павлевски. Посетата се со цел да се изврши увид во градежните активности кои што изведуваме во моментот, се поддржани преку Бирото за регионален развој. Имено ова е самостоен правен субјект, но сите финансии кои што се одобруваат и се спроведуваат сите проектни активности, ние како единици на локална самоуправа добиваме поддршка и од Министерството за локална самоуправа. Имено во изминатиот период Општина Крива Паланка има позитивни искуства во имплементација на сите проектни активности кои што се менаџират од страна на ова министерство, и тука пред се би ги напоменал проектите кои што се од прекогранична соработка со Република Бугарија и Република Косово, а сега во моментот е актуелниот повик со Република Србија. Искрено се надевам не само однос на програмите од ИПА соработка, туку и она што е тековни активности преку Бирото за регионален развој, ќе внесеме нови моменти во нашата локална заедница, затоа што сите овие инфраструктурни проекти, а тоа е како што и сами може да забележите, регулација на делот низ коритото на Крива река и изградба на крак на канализација во село Конопница, се од особено значење и за жителите на Крива Паланка, но и за целокупната локална заедница. Благодарам. Денеска сум во посета на општина Крива Паланка заедно со градоначалникот, како што кажа, да извршиме увид во градежните активности на проектите кои што се финансирани преку програмата за рамномерен регионален развој, која што е на Министерството за локална самоуправа, се спроведува преку Бирото за рамномерен регионален развој. Овде може да видиме изведба на регулација на минор коритото и хортикултурно уредување на дел од Крива река. Понатаму финансираме проект за изведба на канализација во селото Конопница и проектна документација за патен правец Крива Паланка Калин Камен преку Варовиште, Кошари, Бс. Вкупната вредност на проектите е околу 170.000 евра, финансирани од страна на Министерството преку програмата за рамномерен регионален развој. Инаку од година во година средствата се зголемуваат, кои што се за поддршка на регионите, на општините. Минатата година вкупно беа издвоени 7 милиони евра. Се надевам дека до година со новиот буџет тие средства ќе бидат повеќе од 8 милиони евра. Правиме се и преку буџетските средства и преку она што значи прекогранична соработка, што спомна градоначалникот. Крива Паланка има можност да ги користи средствата како проекти со прекогранична соработка со Бугарија, со Косово, а сега ќе отпочне и со Србија, така што се она што е можност Крива Паланка го користела и до сега. Ние сме тука спремни понатака за добри проекти, се што може да се направи да се финансира.